Православните верници денес ја празнуваат Света Петка, христијанска маченичка која живеела во периодот на вториот век. Со незините чуда, со незината вера, со незината трпеливост приведува кон Христа и цареви и управители и на крајот во 120-та година по раѓањето Христово во вториот век маченички загинува од царот, односно управителот Тараси, кој што ја сече главата. Празникот денес беше причина многу верници да го посетат храмот што го носи нејзиното име во штипската населба Сењак. За здравје, за спасение, Света Петка многу нешто ми помогнава и молам се. Она е спасителка на луѓето. Запаляме се свекичка за здравје. Света Петка, убав празник. Живи и здрави. Света Петка е единствената маченичка чие тело според православието стои нераспаднато, па многу често нејзиниот лик се толкува погрешно. Многумина луѓето знаат да го злоупотреба тоа кога ќе сонуваат на сон жене во црно и да речат ми се јави Света Петка. Тука знае ѓаволот да се подигрува и да ги заплашува и застрашува луѓето. Сепак Света Параскева е светителка која што пребива во небесната црква, која што секому кој што и се моли и му дава и утеха и помош и исцеление. Денес посетувани беа храмовите посветени на Света Петка. Веќе утре верниците ќе се молат пред иконата на Свети Пантелеймон. Тој е заштитник на лекарите, бидејќи тој бил лекар, но чудесен лекар кој воскреснува и мртви, лекувал чудотворно и ги постремил тогашните лекари кои биле безбожнички, не можеле да ги лекуваат луѓето, а додека Свети Пантелеймон на чудесен начин со Божја помош, со Христовото име ги лекувал сите болести. Најмасовно во регионот утрешниот празник ќе се одбележи во гочанското село Понтелеј и во Штипски Брест.